Ја сега веднаш се префрламе во соседното студио, меѓутоа јас за почеток би сакала да си го разубавам студиото со нешто што имам во раце, а е навистина прекрасно. Ракотворци, тоа е дарба, тоа е талент, тоа е нешто што го носите во себе и на ваков начин потоа и го креирате. Преубаво нешто, но она што утре 11 октомври, нашиот голем државен празник, еве Македонија како може да ја носиме и да имаме во срцето и на ваков начин. Погледнете само везот тука како е сето тоа исцртано, меѓутоа јас се воодушевувам секогаш на вакви прекрасни ракотворци кои имаат преубав талент. Тоа е само како вовет во разговорот кој што ќе следи со нашата гостинка. Ирена, те препуштам, но тука сум и доколку ме интересира, сигурно ќе ме интересира нешто да прашам, повелете. Слободанка, и твојата маса, овдека и нашата масичка е разубавена со, како што кажа и ти, со овие преубави ракотворби, направени и створени, да кажам, ако убаво кажувам македонски, од рацете, од вредните раце на нашата гостинка, а тоа е Славица Цаци Трчкова, ракотворец. Така. Славица Цаци, добро утро. Добро ни дојдовте во утринската програма на Алфа телевизија. Ви благодарам што ги донесовте овие ваши ракотворби со кои што навистина ни го разубавивте студиото. Ние исто така ќе подариме и ова е за читање книги, така? Бележник за читање на книги. Ќе го подариме на еден наш гледач. Тука пишува Македонија, Маседонија, значи на англиски, по повод утрешниот празник 11 октомври. И овдека позади има навистина преубав вес, тоа е македонски вес, ќе ни каже Цаци, нашата Цаци, од кој дел или што е всушност ова. Ова е техника декупаж. Така. Овдека е Славица Цаци Трчкова, мајсторица на декупаж и на квилинг техника. Ќе ги објасниме овие техники, а во текот на разговорот, еве, еден гледач може да ни се јави, да заврти на нашите телефони, ќе се вклучите овде во студиото и ова ќе го добиете, бележник за читање на книги, за читање на убава македонска литература, на убава македонска книга, пишува Македонија, а од оваа страна има убав македонски вес, направен токму од вредните раце на нашата гостинка. Цаци, реков дека сте мајсторка на квилинг и на декупаж техника. Квилингот техника е ваша прва љубов. За каква техника станува збор? Па, добро утро пред се на вас и на гледачите на Алфа телевизија. Благодарам за интересот кој што го покажавте за не само за моите, него воопшто за ракотворството во Македонија. Инаку јас со ракотворство се занимавам скоро 8 години. Точно, активно, да, активно. Иако претходно било кој креативец да го прашате, ќе ви каже дека од кога знае за себе, секогаш твори. Дали тоа е нешто преправање, доправање, надградување на нешто. Инаку точно, да, мојата, да речем, прва љубов или прва изработка е квилингот, додека втората е декупажот. Каква техника е квилингот? Ајде да ги објасниме овие две техники. Тоа се сосема различни техники. Квилингот е изработка на предмети, украсни предмети од ленти, тенки ленти хартија. Значи, имаме тука таква техника да покажем? Да, тоа се овие две изработки. Значи, може да се изработуваат. Интересно е што кај квилингот може да се изработуваат и во дводимензионални и во тродимензионални форми. Интересно е тоа што се прават од повеќе видови, односно повеќе големини на ленти, сами, значи, дали се тоа од 1,5 милиметар, од 3, од 5, од 7 и од 10. Одат веќе некои фотографии. Ова е декупаж техника, да, ова е декупаж техника, не е за неа малку подоцна ќе зборуваме, еве повторно декупаж. А додека пак декупажот е сосема поинаква техника, во принцип тоа е техника на работење на предмети, украсување на предмети со салфетки. Меѓутоа, класично се работи со салфетки, меѓутоа може да биде и изработка со некој, да речеме, може да се користи и текстил, може да се, значи, самиот збор кажува декупаж е сечење, значи сечење на некој, дали е тоа лист хартија, дали е салфетка, дали е текстил и така натака. Значи, конкретно јас работам со салфетна техника, односно декупажот е салфетна техника. Добро. Квилингот ќе го да објасниме? Да, секако. Квилингот
Значи, квилингот е стара техника, всушност тоа е кога не можеле порано да ги украсуваат книгите во 15-тиот, 16-тиот век, кога не можеле да ги украсуваат книгите со оние убави филиграни, значи да ги разубавуваат, користеле некоја техника, тогашните монаси користеле некоја техника која што ќе ги разубави книгите, а нема да биде многу скапа. И така е всушност настанат квилингот, или со други зборови, квилингот е филигран од хартија. За разлика од филигранот кој што се работи со сребро, кој што се прават тенки жици од сребро, кај квилингот се работи со тенки листови на хартија, кои што може да бидат, како што кажав, милиметар и пол, може да бидат 3 милиметри, 5 милиметри, 7 милиметри, во зависност од дебелината на лентата се создава и сликата. Преку создавање на одреден вид на сенки. Сенки. Која техника вас ви е по-примамлива? Тешки се и двете, бара многу внимание, многу труд, многу прецизност, бидејќи се е некако со сецкање, така? Како што ве пратам. Што вие сакате повеќе да изработувате? Па точно, да, двете техники се во суштина бараат голема прецизност. Сосема се различни, иако според мене квилингот е за нијанса можеби малку потежок, заради тоа што во суштина сами треба да ја создадеме сликата на квилингот. За разлика од декупажот, кој што веќе ни самата салфетка, мотивот на салфетката ни ја диктира и бојата, и формата, и во која насока ќе се движиме, дали тоа ќе биде ретро, дали тоа ќе биде, не знам, романтично нешто или религиозно, додека кај квилингот треба стартно сами да ја создадеме сликата, па потоа да ја надградуваме. Додека кај декупажот ја имаме стартно салфетката, да речеме црвена боја со цвеќиња и веќе знаеме дека бои кои што ќе се одветствуваат се, да речеме, црвената. Кои мотиви најчесто ги работите? Еве овдека на декупажот, ова е македонски вес, така? Така, да. Што најчесто работите? Па пред се зависи од тоа што побаруваат. Значи најчесто е тоа што побаруваат и во зависност од периодот на годината. Значи еве сега е актуелно есен, нели, па е поактуелно есенски плодови, ете имате тамо преубави тикви, нели сега е периодот на тиквите. Портокаловата боја доминира, златната боја доминира, додека да речеме летно време повеќе доминира плавата боја, белата боја, сега нели новогодишните мотиви и така натака. Исто многу барани се македонските мотиви. Јас често ги работам и македонските мотиви, за жал сега и немав да донесам освен бележниците. Многу ги бараат странците, нашите што одат во странство, од амбасадите доста ги бараат. Ова, така. Овој бележник со орнаментика. Да. Меѓу другото и бележниците се една од најбараните продукти, заради тоа што се мали, лесни, а се доста репрезентативни и практични. Така е. Сега, кажавте дека странците ги бараат многу. Убаво е да споменеме дека вашите изработки ги има буквално на сите континенти во светот. Каде поточно и како стасуваат до тие места? Дали странци доаѓаат, купуваат од вас, или вие можеби ги праќате? За жал во Македонија ние сме така малце на страна во однос на продажбата на странците. Има голема заинтересираност за нашите производи, особено за етно мотивите. Меѓутоа, малку сме ограничени во однос на продажбата, начинот на плаќање, доставата и така натака. Точно така, моите производи ги има на повеќе, да речам скоро, всушност на сите континенти, и тоа најчесто се подарувани од страна на наши луѓе кои што патуваат. Така да ги има во Австралија, ги има во Африка, ги има. Во Кина? Ги има, така? Сега баш Германија ги има. Да. Би сакала само Ирина тука да се надополнам, затоа што зборуваме за подароци. Јас кога одам кај моите, без разлика што се македонци, тие секогаш се радуваат на некое македонско обележје кога ќе им подариш. Сигурна сум дека со сите овие прекрасни нешта кои вие ги изработувате, а се со етно мотиви наши убави македонски, можам да замислам колкава ќе биде радоста да го имаш во својот дом, а исто така и да го презентираш кога доаѓаат гости, ги презентираат на гостите овие прекрасни подароци, кажуваат дека тоа се мотиви од Македонија. Јас би сакала тука накратко само да прашам.
убаво, дури ги ставив и очилата, за да видам како сето тоа ова е изработено и со колкав труд е тука вложено. Без разлика што нас не ни изгледа толку многу големо во рацете. Меѓутоа, кога ќе го погледнеме везот, колку време ви е потребно за да излезе ваков прекрасен производ? Значи, генерално секој производ има различно време на изработка. Бидејќи овие се мали, времето на изработка е ден до два. Значи, проблем не е тоа проблем, него најмногу одзема време сушењето. Значи, тоа е еден процес каде што треба да се процес кој што бара прво обработување, се работи за производи од медијапан. Прво треба да се изработи медијапанот, па потоа да се залепи, да се исуши, па лак, па боја, значи доцртување, трпение, значи за помали изработки потребно е ден до два. Меѓутоа за поголеми изработки тогаш може и до 7 па и 10 дена. Само едно подпрашање, ќе ве оставам да продолжите со разговорот. Од каде толку голема љубов за сето ова? Од каде е дарбата, талентот, тоа веќе се гледа и очигледно, е? Па не би знала, веројатно јас кажам, секој креативец да го прашате ќе ви каже дека тоа е едноставно од внатре. Значи, всушност секој човек е креативен. Си го носите во себе, така. Секој човек е креативен. Креативноста може да се изрази на многу различни начини. Дали е тоа во декупаж, дали е во цртање, дали има некој пишува, можеби дури готвењето е креативно, значи создавањето на нешто ново е креативност. Така да јас плюс тоа морам да признам сум израсната со баби, со две баби кои што беа многу вредни жени. Значи кои што цело време плетеа, така да јас сум всушност израсната со тие стари занаети. Може би не продолжив со плетење, не се знае, еден предизвик е за понатака, Да ги потсетиме, Слободанка, уште еднаш ка гледачите да ни се јават. Еве, еден од вас почитувани ќе го добие овој прекрасен бележник со убав македонски вез. Значи бележник за си читате убави македонски таман, да се подигне, да се подигне и свеста еве на сите читатели, да се читаат македонски, имаме прекрасни македонски автори кои што и современи и оние кои што веќе се влезени во класиците. Така да нека читаат македонски производи, македонски книги, македонски автори и со македонски производи. Со македонски производи. Она што, Цаци, е ваша љубов од скоро е и репарирање на стари предмети. Имаме ние тамо кај Слободанка еден, ете може да го покаже Слободанка од поранешните, да кажам, сервиси кои сите верувам дома ги имаме и си ги чуваме како очите во главата, ако ништо друго, и да ги користиме, но и како преубав спомен од бабите, од мајките. Знаете како декупажот е една многу благородна техника заради тоа што може да се аплицира скоро на секој предмет, за разлика од квилингот кој што мора исклучиво на хартија. Се работи за хартија која што се лепи на хартија и не е баш погодно да се лепи на нешто друго. За разлика од декупажот, навистина е многу по-благородна техника. Еве, например, конкретно не, тоа не е декупаж, тоа е рачно цртан. Рачно цртан, и ова е нешто ново, така и ова е дел од вашата пасија, да кажем, љубов, изработка на порцелански чоли. Да, тоа е рачно цртана, само сакав да кажам за декупажот, кој што може буквално на секоја, ова е една обична лејка, старите ја знаат, ја користеле за црпење на вода, која што со помош на декупаж е украсена во есенски мотиви. Сега е есента, сега е период. Или, например, ова е старо, како се вика, на заставање на млеко, млекарниче. Исто така е обработено со декупаж техника. Точно една од моите најголеми, да речеме, желби е изработка, односно преработка на стари предмети. Многу би сакала еден од проектите, да речеме, следни ни е репарирање на мебел, меѓутоа малце е тоа покомплицирано заради тоа што бара многу простор. Мебелот е специфична материја која што треба претходно да се обработи, особено ако е стар, па потоа повторно да се обработи во ново, така да малку е тоа поспецифично, ама се надевам дека ќе остварливо е така. Остварливо е, само е просторно малце
Така, саци вие сте и обучувач и предавач, имате досега на повеќе работилници предавано токму овие две техники, декупажот и квилингот. Ајде малку околу тие работилници, за кого се наменети, каде се случуваат, кој се може да учествува на нив, колку време траат за сите љубители на уметноста? Така, работилниците беа многу често организирани пред почетокот на короната. Морам да признам дека короната многу ги измести работите. Се организира во рамките на Академија за креативна Македонија. Сега повторно ќе кажам дека тоа малку се затаи заради короната, инаку се наменети за сите категории на граѓани. Обично траат 4 до 6 часа, најчесто. Во денот, така? Колку иначе траат еден месец, колку време траат обуките? Обуката трае една недела? Не, обуката трае еднократна обука, во зависност, всушност тоа се зависи од интересот на клиентите, нели, од интересот на учесниците. Така да може да трае 2 дена, може да трае 1 ден, во зависност од времето. Инаку е вообичаено еднократна, значи трае 1 ден. Заради тоа што сепак нели сите се совладува. Да, лесно се совладува. Не е нешто тешко да треба. Основната техника лесно се совладува. После тоа се надоградува. Веќе за втората фаза е малку посложена и таа веќе може да трае 2 дена, може да трае 3 дена и така натака. Зашто самиот процес бара повеќе време. И време. Саци, што е следно од вас? Дали се планира некоја изложба вака на големо, да кажам, од сите овие ваши изработки во овие техники и квилинг и декупаж? Па, јас повторно ќе се вратам на короната, иако веќе нели короната е нешто минато зад нас, сепак многу ги измести работите и еве, јас мислам дека година дена уште се трудиме некако да влеземе во она што било претходно. Нормално, претходно, да. Па во план во план продолжување на обуките. Во преговори сум со одредени субјекти, нели, за да се продолжат обуките, па здравје Боже, ќе видиме како ќе биде, нели, во план е и репарацијата што ја спомнав. Па ќе видиме за изложба никогаш не е касно, нели? Никогаш не е касно, меѓутоа не знам, здравје. Добро. Цаци, јас ви благодарам за вашето гостување ова утро. Ви благодарам што ни го украсивте вака убаво студиото. Еве и оваа наша масичка и тамо кај... Но јас имам се уште прашање. Ајде. Вака, кога веќе сме со овие чашки, добро утро секој утро, веднаш си добив идеја дека би сакала, навистина имам голема желба да имаме ваши изработки со добро утро секој утро во нашето студио да ни го красат. Како би можеле, еве ние можеме да се договориме, но гледачите за да стапат во контакт со вас и да си имаат исто своји желби и нарачки, како да стапат во контакт со Славица? Можат да ме најдат на Facebook, на Facebook на мојата страна Славица Цаци Трчкова, тамо ќе ги видат сите мои изработки, и на Instagram Creative Цаки, тамо можат да ме најдат. Ќе видат се што е изработено, инаку ете денеска сакам да споменам дека денеска е светскиот ден на менталното здравје, така да би ги повикала сите гледачи да ја најдат креативноста во себе, да се потрудат нешто да изработат од било која област, дали нешто ќе пишуваат, дали ќе пеат, дали ќе плетат, дали ќе готват било што, затоа што за менталното здравје е многу битно нешто да се работи. Да се твори и да се тргнат мислите од секој. Што велеше баба ми, зафатени раце, слободен ум. Ете така. Одлична порака за крај, Слободанка. Одлична порака. Ви благодарам уште еднаш, до следно видување. Ви благодарам.